јадиш, да речем, ако испиеш многу газиран сок, пиеш? Не. Ако испиеш повеќе газиран сок, дали ќе се чувствуваш лошо или добро? Лошо. Лошо. А ако денес си го јадиш оброкот што ти го изготвиле родителите, како се осеќаш? Навреме, ако си знаел. Среќна. Добро. Се нема многу да ви одземам. Играта веќе уште едно прашање ќе ви поставам и после ќе ви раскажам една приказна. Денес ноќта си легна навреме, си се наспа добро, ти беше многу задоволен дека цел ден играше надвор, се движеше, ти беше исполнедено со другарчињата и среќен беше цел ден. Како се осеќате? Сите сме на зелено себе, и јас така мислам, и јас би ошла на зелено. Преди цел ден сме уморени од трчање. Да, исполнедено, убаво чувство, телото изморено, како ќе си легнам, ќе се наспијам и ќе се осеќам добро. Ај сега вака кажете ми, дали? Ајде, кажете ми, ајде ја ми кажа. Не е доволно наспан, нема доволно енергија, пошто бомбоните не дават толку голема енергија како што дава оброкот во точното време. Но ето што прават овие бомбоните, наеднаш дават многу енергија. И секој оброк кој што е шеќер, наеднаш дават многу енергија. И јас можам се да направам, можам да искачам до онде. После за кратко време, трчаше. Ај горе, чувам за да ти гледаше рака преја, што носи така? Ај кажи ми. Како се викаш? Ајде кажи ми што мислиш. И ти си во право, да. Глед каков сигнал му даваме на телото, ако јадиме од простор, телото не се осеќа дека се најадило, ама кога ќе си седнеш на наместена маса, на трпеза, така е многу Така е подобро. на самничката наша секојно вели прво да се јадиме последно време за играње. Прво да се јади оброкот, за да добие телото вистинска енергија, па после да си оди играта. Играта, вие сте тука ќе играте, пред ќе се најади. Ајде кажи ми, ти како се викаш? Да. Ајде да кажи ми. На ова слика детето е многу возбуден и бидејќи од што јадел многу шеќер стана многу возбуден и има премногу енергија за трчање. Ама и уште нешто да те прашам, сакам да ми кажеш ти како се викаш? Се вака да те прашам, што мислиш дали тука на оваа слика Марко е возбуден од јадел многу шеќер или можеби од е веќе многу гладен? Или е тоа или тоа, што мислиш ти? Може да биде и од едното и другото. Всушност тој до големиот одмор, негово големиот одмор му бил во 1 час. Шеќерот може да е возбуден, ама уште повеќе телото се возбудува кога е премногу изгладено и кога ќе му даде толку многу шеќер. Ајде, што мислиш? Значи јас мислам дека онде тој не си ја препознал истинската глад, си ги занемарил своите потреби. Како што ви кажав, моето дете е мало, оди во градинка и ако јади шеќер, тој иде исто како братчето на Јана. Помале, негде си ги препознава чувствата и поважно му е да си изигра играта, да трча на сите страни, ама телото не вели така. Телото вели дај ми ти мене правилно гориво. Како на колата, кога ќе му ставиме бензин, оди. Ќе се потроши бензинот, ќе не остане да се тоа така. Ај се видиме вечерта што направил овој нашиот Марко. Кога го викнал татко му, да му прочита приказна за добра ноќ, и си легнал навреме дома, си се облекол во пижамчиња и му даваме на телото тогаш сигнал, че ти смири се му вели на телото, време е да се одмориш. И му даде правилен сигнал на телото. Ама во овој случај Марко не му даде правилен сигнал на телото. Не се облече пижами. Не си облече пижами. И гледате се, тоа време во екран, односно навечер, тоа е светло. На се темно. Да се разбудува. Не остава мозокот да се одмори. Зрачи многу. Ние можеме некош да го намалиме светлото на екранот, да не е толку јако. Ама добиваме многу информација.
Не е создаден телефонот или екранот или играта, било што да речеме, таблет игра за доцна навечер. Што мислите, што може да ни се случи? Сега во последно време, јас кога бев дете, ние не растевме со телефонот, како кога вие сега сте деца во вашето. Ние си заспивавме секогаш, секој дете во моје време, еве вака си заспиваше. Ама сега, така дојде. Беше пара ни играле со булата, со пилите, правиле како куки, на руката пара ни играле, Точно така, игравме ласт. Јас имам 34 години и сум можеби помладен тука некаде од вашите родители, ама игравме такви игри, ласти, криенка или куку, ја викавме, игравме некои игри што денес некако можеби не ги играте толку, јас мислам, или играте? Што играте навод кога играте? Куку, мене ми беше најомилена игра. Еј, таа игра не игравме најгола боја. И јас кога дојдов овде, многу ми беше убаво да видов сите со точаци дека си гледат. Со точачи не седите со тротинерчи, така? И нека беше, тебе ти е близко. Ами, знаете како? Кога детето игра надвор, му се разбудва креативноста, многу. Кога сега ти треба да направиш кула, да речем од камчиња. И сега одма размислуваш, чекај како ќе направам кулата да не ни падне. И веќе стануваш креативен и смислуваш нови идеи. Ти можеш истата игра да играш на екран, ама паралелно со тоа на компјутер ќе ти го замори мозокот екранот. И не е исто. Не е исто, ист сигнал не дава. Ист сигнал нема да му даде екранот, поготово вака доцна навечер како што направил Марко, наместо му речи на телото сега ти е време да спиеш. Гасни го екранот, одмори се и опушти се, утре те чека ден да видиш буден треба и свеж. Не направил така. И сега кажам и пускате го кажете што се случило на крајот. Еве Марко кога бил дисциплиниран, одмора, си заспал на време, гледате среќен си заспал, на лицето му се гледа дека среќен. А другата страна пак кога Марко цел ден бил растрчан, сватил дека сега телото му умор. уморно, ми гладен,